Во меѓувреме Весна Петрушевска за Макфакс изјави дека верува не станува збор за политички реваншизам, веројатно е во прашање нешто друго, очекуваше објаснување кое до денес дали го доби не знаеме и со таа цел како повод за да проговориме за многу прашања поврзани со оваа наша многу важна национална институција и со некои други состојби во културата, ја поканивме Весна Петрушевска. Добро дојде. Здраво, многу ви благодарам, баш ви убаво. Благодарам. Супер. И да даде Господа станете голема телевизија. Да се надеваме и Да. дека овие интервју еден ден ќе прејаснат во некоја посериозна емисија за културата во Ќе бидат историја. Да, и ќе бидат историја, се разбира. Да. Значи, до овој момент за што станува збор? Господја министарка, не е на редовниот репертоар. Која е причината? Вашата реакција беше таква на социјалните мрежи, потоа имавме некое дообјаснување од Драган Спасов Тац, но тоа остана некако во рамките на тие припукнувања во социјалната мрежа. Дали може да ја појасниме целата работа? Значи, кога сте член на најголемата национална театарска установа, особено јас од 92 наваму, и како што јас сум дете актер од 14 години, а имам 47, значи не можете да ми продавате пувки кога некоја представа ќе ја снема или нема да ја стават на репертоар или почнува сезоната од 15 Точно од кога не септември. е на репертоар, господја министарка? Од април. Од април. Од април не е. Тоа е долг период. Долг период е. Така. Значи, ајде ќе ги разберам, има транзиција, па не знам, представи, премиери. Но кога имате представа која што продала околу 80.000 билети, вие, проста математика, може да пресметате по 200 денари, може публиката да пресмета колку пари јас сум донела во театарот. И кога имате представа која што продава карти, тогаш вие не ја зимнувате од репертоар, затоа што вие златна кокошка. Така. И згора на се, можат што сакаа да кажат некој. Не може на секому да се допаднете, не може на секому да се допадне министерка, таман работа. Нашава работа ние не ја правиме секому да се допаднеш, туку да бидеш етичен и најдобар. Е сега, што се случува? Кога ја нема министерка, а го гледаш репертоарот од половина на септември, си викаш, окей, може им треба време, а ставаат се друго. Октомври, пак ја нема. Ноември излегува репертоарот. Нели, они се многу се ажурни, се редовни, се фини. Ноември пак нема. О, мајку му. Значи има нешто. А според оние интеркадровски правила внатре во театарот, дали вие добивте некако објаснување? Не, никогаш. Јас кога отидовме да преговараме со Дац, јас и Джамбазов, со нашата продуцентка за новата представа, затоа што јас реков дека последниве 10 години јас немам земено динар од Министерството за култура, ниту пак имам играно на редовен репертоар што се буџетирани представи, тоа е Сината птица и Вечната куќа. Значи, мене просто, јас му реков на Дац, се сеќавам кога денеска пред 2 месеца скоро, тоа беше на почеток на септември имавме состанок ние тројца, му реков, знаеш како велам Дац, јас тебе многу те сакам и те почитувам, ние сме другари 25 години, ама морам ти кажам една работа, театарот за мене никогаш не се грижал доволно добро. Напротив, јас многу повеќе сум направила за театарот отколку театарот за мене. Да, јас сакам глумци, мене ми е најбитно да се грижам за глумците, јас се уште верувам дека тој така и го мисли. Океј, све е супер. И кога почнавме да преговараме за новата представа, која што Станува збор за Мама Мија? Не, станува збор за не, тоа си е буџетиран проект, не, ова не е зависен пак. А, за повторно Значи независен јас пак проект, со така. мојата продуцентка, преку нашата продуцентска куќа Брачна игра, после министерка кој се плаши од Вирџинија Волф и Брачна игра, рековме, окей, ајде дај се да правиме една спектакуларна комедија, затоа што комедија на ситуација, затоа што тоа реално недостасува во театрите. Добро, комедија издржана со NBA екипа, да не се зезаме, како што треба. И што се случи? Одиме на преговори, тој кога нема проблем, еве рака, вие ќе влезете во театар, фала многу, затоа што имаме сиви импресивно. Ниту една продукција нема такво сиви импресивно. Добро, фала, чао. Задат 48 сата поминат и нас ни кажа да треба да има уметнички совет. Не верувам дека ние не одлучуваме, треба уметничкиот совет да одлучи. А дали е такво правилото всушност? Треба уметничкиот Па совет мислам да тоа одлучи? веројатно оние ако сакаат така да се изјаснат, окей, нели, има дискреционо право, но исто така знам дека има дискреционо право и директорот на театарот да каже дека овој
проект смета дека треба да биде на репертоар и дека ќе донесе многу публика, затоа што на крајот на криштата, кога сте менаџер на една установа, треба да знаете да донесете пари, а не само да живеете на она што се вика Министерство за култура, на буџетар, односно од парите на граѓаните, од нашите даноци. Треба да знаеш да ги донесеш и да ги изменаџираш парите. Ја така живеам 20 години, Јас така продуцирам и менаџирам. Јас секогаш сум била сама на фронт. Тоа никако изгледа како постојано што сега се зборува за таа транспарентност и можност што ја дава Министерството за култура да биде всушност една логистика на сите уметници кои сакаат да направат вакви проекти, кои треба нели уште повеќе да донесат собствени пари, да биде логистика театарот. Што се случи? Што се случи? Значи, после че поминува 48 часа, поминуваат недела дена, стигнува едно известување од уметничкиот раководител. Нема кај нас уметнички директор, уметнички раководител е Нина Николич, која што е лани примерно преклани на работа. Кај нас во МНТ режисер млад. Океј. И во кое што пишува ви го одбивме барањето на уметничкиот совет за проектот Зад кулиси на Майкл Фрейн, исклучителен текст. И вели, она што може да ви понудиме 2018-та, па да играте, вели, на мала сцена. И прво што ви паѓа на памет е дека не го прочитала делото. Оти тоа дело не може да се игра на мала сцена, оти подразбира 2 спрата. Значи, комедијна ситуација имате 6 врати. Како на мала сцена да играш ни тоа? И окей, јас се насмев и велам, добро, супер, МНТ да го забораваме, да идеме, ете, има друга институција, МОП, супер, видиш, независен проект. МОП вика, пратете писмо во Министерство за култура. Што да пратиме писмо? Па, ако ми дозволат. И викам, ова некој нас будали не прави. Океј, архива, имаме ние све. И од таму се јавува службеник на Министерство за култура, една фина господја, и вели, овој менаџер на Македонскиот препалец сака да ве откачи или сака да ве зезне? Значи, зашто правиме муабет? Вие сте вели искусни во тоа? Добро, океј, се воме после, му го пренесуваме муабетот, ама не све ние расположени за соработка. Све океј, легитимно, нема проблем. И таа сага заврши. Зада, ние не добиваме никаков фидбек, ние веќе немаме со кого, каде. И рековме, на крај па ќе се играме пред влада, сега дели све е модерно, пред влада да се игра. Најмодерно место за... Не, најпопуларно корзо е пред влада. Тоа го практикуваше Македонската филхармонија почна со проекти надвор од институцијата, кои се покажа како добри, можно да се случи истото и со театарот. Што се случува? Реагирам јас за ова и во писмото кое што се обраќа дац кон мене, вели дека во моментов, тоа беше пред 4-5 дена, во моментов Весна со преку својата продуцентска куќа се започнати подготовки за новата представа Баба. Ние немаме започнато, се уште со проби. Вчера се потпиша договорот за соработка. Значи, зашто правиме муабет? Некој работи во овој живот, некои луѓе мора да ги разбера дека се еснав. Може да биде било кој функција директор, но ние мора да се почитуваме меѓу себе. Малку луѓе останавме. И затоа ми е несватливо. Прва е почита, но исто така зборуваме за професионализам. Вие сега нотирате 2 работи, дека директорот прво, значи не ви известил вас, одбива или не знае што ќе прави со еден проект, па потоа доаѓа го потпишува проектот известен раководител уметнички на театарот Нина Николич. Го велите ви одбила проект кој исто така очигледно дека не го прочитала затоа што тој истиот нема услови да се игра во Па не можеш да играш на мала сцена, да. Сега Значи, све ни дадоа, ни дадоа сега и голема сцена, ни дадоа и проби, се ни дадоа сега. Супер, окей, фајн, не е проблем, но зошто тоа го направија сега? Кои сме ние? Во екипата сме ја, Игор Джамбазов, Тони Михайловски, Александар Михайловски, Стефан Спасов, многу талентирано дете, син на Даце. Јасмина Поповска, Нино Леви и Емилија Мицковска. Значи, NBA екипа, од кои сакам да има тројца млади глумци кои што не мислам, туку тврдам дека се исклучителни таленти. Без разлика што едниот е син на едниот е син на другиот. Нема врска тоа. И Дац Игор биле нечие деца, па ако не биле талентирани, немале да опстанат, нели? Немале да бидат тоа што се денес. Но сметам дека кога си менаџер на установа, каква што е Македонски народен театар, и која што по сите вертикали и хоризонтали е третото раководно место во една држава. Значи, ако е премиер,
председател на собрание, МНТ ви е третото рако. Тоа е на ниво на премиерска функција, ви е тоа место. Вие мора да имате people skills. Вие мора да знаете како да координирате со луѓето. Вие мора да ги менаџирате луѓето. Оти затоа сте на таа функција, нели? Затоа и треба да бидете лидер, да бидете пример, да може да се угледаат на вас, да имаат доверба луѓето кога ви се обраќаат. Оти јас сум го поддржала Од ова искуство со медиуми не би рекла дека е тоа така, затоа што навистина и да бидете отворен кон медиуми. Да, беше еден краток, нејасен одговор. Да, прилично. Так. Мене ме изненади затоа што и тоа го сметам како дисреспект кон мене. И тоа го есапам како едно тотално непочитување. Затоа што не можеш да се однесуваш така како што се однесуваш на крајот на криштата. Нит сум најдена на улица, нит сум нит од една страна никогаш не сум се занесувал која сум. Не, јас сум народен херој. Значи јас идам на улица, јас шетам слободно, јас немам проблем да разговарам со кој што ќе ми приде. Јас сум отворена кон многу луѓе, кон сите практично. Јас немам црно петно. Јас не сум земала ни едни пари од државата, не сум испрала, не сум украла, чувам 2 деца кои што сум ги посинила. Зашто правиме муабет? Па се правиме муабет за нешто за кое што јас се борам за мене и за своите деца, како што верувам и дека вашата публика, сите ние имаме деца, нели? Сите се бориме на фронт. Ама јас не барам затоа што не нудам квалитет. Јас со квалитет сум успеала во животот. Не сум успеала со никакви плетки, замки и политики. Токму поради тоа и што уште повеќе МНТ имаше уште еден проблем во изминатиот период кога Нела Витошевиќ, режисерката која нели успеа да добие тоа прв да добие еден проект, за поздрав, да го добие нели судскиот процес кој беше реакција на конкурсот кој бил невалиден и судот реши дека тоа е вистина така. Така. Сега велите таму има друг уметнички раководител, верувам дека за тоа стануваше збор. Значи Драган Спасов Дац е ВД директор. Така. Во овој меѓупериод, во овие промени кои се случија и општествени и секакви, значи она што го очекувавме. И затоа првото прашање беше дали вие можеби сметате дека има простор за некаков политички реваншизам, дали до колку еве во МНТ тие игри одеа до таму со оние актери внатре, режисери кои беа приклонети на едната или на другата страна. Јас искрено колку тоа се одрази врз квалитетот, врз форсирање на известни луѓе напред, вставање на другите позади. Па јас за волја на вистината криво седи право збори. Последниве барем колку 7-8 години имаше представи кои што ден денес, еве на МЕС сега беше Електра, Дарија доби награда. Значи има представи кои што исклучително комуницираат, Морфов режираше, еве Ничија земја е хит. Така. Значи не е тоа никаков, тоа се некои представи од претходното владење на директорот на МНТ. Така. И сега тоа е за мене е тоа многу логично. Имаш еден репертоар и ако е тоа добро, го тераш. Јас знам дека и во претходните владења се обиделе да ја симнат министерка, ама не се осмелиле. Зошто? Затоа што гледале дека тоа народ сака и дека тоа е така како што е. Нормално е после 8 години играње министерка и да се распадне и сценографија, и да се распаднат и костими, и да има нели замор во екипата, тоа е така политички коректно, нели, кои што таму израсна и кебана млади глумци кои што никој не ги знаеше. Со министерка ги доживеа своите први аплаузи на отворена сцена, ги доживеа своите први овации. Значи да не се зезаме, нешто што е, така е. А на крајот на криштата, ако симнуваш представа, тоа претпоставувам треба да имаш образложение зошто ја симнуваш. Океј, јас ќе речам добро, супер, дај рука, фала, и ќе ја обновам јас пак лично. Нема да чекам ти да ми обновиш. И ќе ја понудам на било кој театар и пак ќе се гледа, и пак ќе се игра. Значи, човечките овдека во оваа држава никој не се грижи за тоа какви чувства ќе предизвикаш кога тој некој ќе те повреди. Значи не размислуваат како ти ќе се чувствуваш. Да, некаква свесност. Апсолутно, не размислуваат. Сега ние ќе кажеме за Весна ова што имаме да кажеме, нас баш не е гајле како таа ќе се чувствува и како таа ќе реагира, нели? Но ако нас 85% се раководат од Facebook, Twitter,
Значи, Инстаграм не, по друго е популарна таа дигитална мрежа, но дигитален медиум, но ако 85% од Фејсбук се информира овој конкретно македонскиот народ, јас имам свој медиум каде што имам илјадници фоловерс, следбеници. Јас имам свој медиум каде што ќе го кажам тоа што мислам да го кажам и при тоа сакам да сум достоинствена и културна. Оти најлесно е да исплукаш некого, да навредиш, да повредиш. Тоа е најлесно, оти најпримитивната емоција. Јас сакам да оставам простор за да ги видам и другите. Ама исто така сакам некој да ми се спротистави со багаж кој што има, кој што јас го имам на мојот грб со години. Дај да ги мериме багажите на тој кој што се обидува да ја симне министерка и тие кои што може едва и чекале да дојдат и да речат се прво што ќе направиме, ќе симнеме министерка за нигде не чини. Сега тука нејасно е зборот, вие зборувате за бројот на следбеници, луѓето што тоа го сакаат. Картите, продажбата на картите го говори своето. Пазарна економија е важна. Апсолутно. Ете, токму заради тоа менаџирање на тие институции кои треба да одат во тој правец, барем така јас мислам дека треба да има проекти кои се одржливи, самостојни, кои можеби ќе можете да заработат па да хранат некои помалку комерцијални проекти кои можеби нема да имаат толку многу публика, но ќе бидат ултраквалитетни. Апсолутно. Можеби малце поалтернативни, така натаму. Секако. Секогаш е потребно и според тоа како тоа во Европа се работи, некако овие представи ги хранат овие представи помалку и тоа се порамнува. Тоа е некоја логика менаџерска. Но јас сега која е логиката овде, зошто по која логика би биле овие представи како такви трнати? Значи, зошто? Јас 2 пати конкурирав за директор во МНТ и нормално јас тврдам дека имав најдобра програма и тврдам дека финансиски највеќе беше издржана и тврдам дека има визија како може да опстане еден театар, ама нема сега да им ја кажам, оти тоа е нешто. Жал што не можеше да присуствува активниот директор, тој не го образложеше во својата програма каков концепт има всушност, како го замислува театарот во иднина. Тоа е најважно. Да. И јас ги но ете, не бев условно нивна, па нели не поминав во вториот круг, има 2 круга. И се уште тврдам дека Македонскиот народен театар може 50% од своите приходи да ги внесе сам. Дури може и да профитира. Оти јас се бавам со продукција 20 години и тоа во театар. На филм е малце полесно, ти поголеми буџети, ова е многу тешко. Значи има финта, условно финта, и како да помогнеш на Министерство за култура да ги смениме законите, да имплементираме работи кои што ќе ги олесни. Кај нас нема меценство. Како ти да мотивираш спонзор кој што сакаш да ти влезе во театар и да го мотивираш да остане во театар. Долго време се зборуваше за тоа дали ќе се чувствува бизнес секторот како општествено одговорен или ќе треба да му се наложи со некаков закон за да се легитимно. Да, се е тоа легитимно, но и тој закон како треба да се коригира? Апсолутно треба да има работна група. И тоа да биде веднаш, да го каже, затоа што е прилично многу едноставна работата, ако премиерот ти каже амин, работете го тоа. Не се баш многу расположени спонзорите да даваат за култура. Па не затоа што не се мотивирани. Така. Да речеме вие му барете би биле ослободени од извесен данок да се ослободени, тогаш они ќе бидат прилично мотивирани, ќе кажат, окей, јас ќе дадам толку и толку од својот годишен профит, ќе оделам за култура, ама ќе има право да одлучува, да речеме на која институција би сакал, МНТ како лидер на пазарот, сакам таму да сум. А ти можеш да му вратиш на милион начини. Значи, толку е тоа креативно. Маркетингот во театарот е толку креативен и толку може да биде импакт, да има влијание врз луѓето. Тоа е нешто неверојатно. Само треба да текне, нели? Сега бе флоскула која што ние не ја сакаме македонците, поидувајќи од миле ми текна, нели? Но навистина треба да се сетиш и да просто да го имплементираш тоа. Да, бара многу работа, многу жртва, многу посветеност, но ќе работиш за некои следни генерации да им биде полесно. Кај нас во МНТ, знаете ли од кога нема директор од нашите редови? Од МНТ сега Даци има трансфер пред една година направи или две, мислам дека пред една година, беше во Драмски, па трансфер направија за времето на владењето на Пројковски. Направија трансфер на Дац, што мислам и дека апсолутно припаѓа во МНТ, он е извонреден, by the way, извонреден глумец, и многу духовит, и сладко човече е он. Но тоа е друго, ова е друго. Така, да не ги мешаме работите.
И значи не знам зошто не поставуваат жена. Што мислам дека е шовинизам? Не поставуваат одредовите на МНТ, затоа што ние најмногу си ја знаеме работата, ги знаеме колегите, ја знаеме техниката, ја знаеме структурата, логистиката во МНТ. Ние ги знаеме најдобро работите. Со години, не само сега оваа владеачка гарнитура, предходно 10 години ВМРО-вците ставаа све некој од онаде. Туку ќе ни го донесеа. Да, токму заради тоа го разговараме ова, затоа што таа пракса како таква, што се случуваше да луѓе кои, па ете се, како да кажам, Во своето CV, Ана, падобранци во професијата, ама во своето да CV, бидат јас сакам да видам што менаџирал тој. Так. Јас сакам да видам кои се неговите резултати како менаџер, како продуцент. Јас тоа сакам од мојот директор кој што ќе биде на челната функција. Сакам. И сакам да видам кој што постигнал за тој да биде легитимно управник на МНТ. А не, чекај, овој ми се свиѓа, ќе го ставиме сега него директор на МНТ, нели? Овој сега по заслуги, по клуч ќе го ставиме на тоа место. Не може така. И не смее да биде така. Океј, дај да се бориме. Еве, јас сум спремна на фронт. Дај да се измериме колку имаш ти, колку имам јас, што мислам јас, што мислиш ти, колку можам јас да постигнам, затоа што ти мора да имаш проекции во кога се работи за една таква национална установа. Мора да имаш проекции за фестивали, мора да имаш за соработки, меѓународни, мора да знаеш колку точно дена во годината ќе го ренташ тој простор. Да менаџираш една национална установа, треба да прво да го љубиш тоа, да сакаш да го правиш тоа, да сакаш да произведеш, па после тоа исто така да ги мотивираш актерите кои што се ангажирани. Да речем, има глумци кои што играат во 8 проекти, а иста плата, дури помала земат од некој кој што не работи со години во МНТ. Тие кои што не работат треба да ги менаџираш, да ги мотивираш, да измислиш проекти за нив. Да се чувствува едно задоволство во колективот внатре, тоа секако ќе се одрази врз представите, ќе се одрази публиката, ќе го види, тоа е се разбирливо. Кога за мене некој не се грижи, значи што правиме за другите кои што си исто работат во МНТ? Затоа што сите ги имаме еднаквите права, а тоа е сцената. Сите имаме право на таа сцена да покажеме колку умееме, колку можеме, колку знаеме и колку сакаме. Не може да те дискредитира, не може да те релативизира, не може да те шовинизира. Значи тоа не може. Не сме. Оти сите ние на таа сцена јас цел живот аудицирам. Аудицирам и со децата кога ги учам бејби шоу, кои што патем учат во МНТ и фала му на Бога веќе 2 години ми даваат простор, но тој не е профитабилен проект. Значи, јас аудицирам секој час со моите дечиња кои што ги учам. Кај мене 4,5 годишно дете знае Блаже Коневски да го говори. Тука е една едукација и така се всушност се гради некоја публика која е потенцијална публика за утре за ВМНТ. Јас имам 20 деца, 2 година. Ја не профитирам од тоа, немам ја пари од тоа. Ама јас сите тие деца ми се верни и сите тие деца сакаат. Тие се потенцијална публика утре за во театар. Апсолутно, и правиме и учиме, но значи сите ние имаме право на нашиот живот да го посветиме онака како што треба до крај. Оти сме професионалци на крајот од денот. Зошто немо да поминуваме покрај таа институција? Зошто тој театар мене да не го сакам затоа што до вчера сум оставила крв и коски. Многу работи не знаат. Не знае публиката дека ја после 2 операции сум идела да играм представи. Не сум вратила. Многу луѓе не знаат дека во најтешките мои моменти јас сум ја играла министерка. Не само министерка, сум играла и опасни врски со едни железни. Значи, ја не сум откажала представа во својот живот само еднаш кога на пола представа колабирав на министерка, затоа што ми беше тој еден од најтешките периоди. Значи, јас не сум откажала ниту еднаш представа, не знам како да ви опишам. И сега ти со еден таков професионална посветеност, една таква љубов, да не најдат за сходно да ти се јава, да ти кажат, па види сега, дојди да разговараме, да видиме што може да направиме, дали мислиш дека тоа треба да се поправи, значи, дали мислиш дека недостасуваат костими, дали мислиш дека треба да има се уште проби, затоа што јас имам забелешки за една сцена што се вика фамилијата, мислам дека не е добро изработена уште од почеток.
конкретно и мислам дека тоа таму треба да се поправи. Значи јас имам точно знам што недостасува во таа министерка, иако ја одиграна 167 пати. Значи не е тоа проблем. Да, имаше еден интересен цитат во едно интервју. Милчо Манчевски рече да престане македонецот да се бави со ситно подкусурување по цел ден и премерување на тоа што и кому и како и каде. Сега веќе парафразирам и да се зафати со работа. Тоа беше веќе пред Значи само работа. Да, зборуваме за работа. Но Весна сепак, ова е мала средина, овде навистина колку е некои особини човечки може да бидат за почит, тука се многу повеќе за подсмев, како што е храброста, како што е квалитетот, професионалноста и така натаму. Но тоа е веќе некакво прашање на некаква средина, менталитет кој можеби во иднина ќе се смени и тоа е она што нас не ни интересира. Рековме дека да, жените се малку застапени во институциите. Секаде. Тоа е многу интересно и на оној мостот на уметности нема жена уметник. Значи што се направи, никој никогаш не даде образложение зошто само тоа Мери така. Бошкова ќе нас, да речеме, ќе нас во МНТ пред влезот Мери и Вукосава, мислам, не сум сигурна. Значи нема жени. Да, и тоа е малку недозволиво. Нема и не е тоа добро. Оти Тоа не е навистина окей. почнуваме да... Јас искрено почнувам да се запрашувам зошто е тоа така. Оти мислам дека жената многу повеќе умее, поодговорна е, некако посветена. Јас ја не генерализирам, ама знам точно јас како функционирам. Значи јас се будам од 6:30 наутро и терам милион работи попат. Но немам време за Facebook толку колку што имаат сите оние кои што се на раководни функции во држава. Браво, ја немам толку време искрено. Мислам, ја морам да средам, ја морам да научам текст, морам да одам на проби, морам да одам до Фешанел, морам да пишувам текстови, ја продуцирам дневно по 5-6 текста на дигитален медиум наречен Фешанел, сајт. Значи јас морам да продуцирам, јас читам една книга за 2 дена, затоа што мене мора мозокот да ми работи. Јас ги знам, постојана форма. Јас прашите ме за работи од културолошки аспект, нема нешто што, затоа што не сакам да не знам. Кај мене тоа проблемот. И просто сакам така да немам приватен живот, затоа што сум мажена за своите деца, но се обидувам да бидам подобар човек секој ден. И оваа жестина што се случи сега со министерка ме погоди. Оти јас навистина не сум направила никому ништо лошо и не мислам дека тоа треба да функционира така светот. Еве сега сме соочени со кралот на Холивуд, нели? Со секс скандалот и со предатори. Так. Па јас сум сопствениот предатор на мојата ќерка се борев 8 месеци. И ја точно знам како изгледа тоа. И јас точно знам што значи таа битка. Така. Кевин Спейси вчера излезе, рече House of Cards не се прави. Нели? Чао, Netflix откажува. Так. Дајте за тие нешта да правиме муабет. Има сексуални предатори и кај нас, и јас сум имала искуство. Ако го кажам, многу ќе биде страшно. Значи, ја кога сум била млада, сум имала такво искуство, каде што било прилично непријатно да се справиш со тоа. Ама, што правиме? Значи, јас правам муабет за едно многу високо ниво на свест, на размислување, дајте да направиме, да ги размениме мислењата. Оти на кого ние викаме не? На некој кој што има кариера, багаж. На крајот на краиштата, еве хипотетички. Нека ја тргнат министерка. Ќе ми понудат главна улога во театарот? Ќе ми понудат ли некој? Ќе размисли ли директорот на МНТ, окей, чек сега имаме програма и во еден од тие проекти со кои што ќе конкурираме во Министерство за култура ќе биде за Весна Петрушевска. Па не се случило тоа. Пред неколку години, кога се работеше и стендап, вие се случувало да има тука критикување кон некој тогаш актуелен медиум А1, па потоа имаше критикување кон, не знам, актуелни политички гарнитури, сето тоа, нели, беше тоа е преку стендап. Дали кога тоа се случувало, нели, што е во таа форма каква што е стендапот, цел стендап за председателот на Република Македонија. Да. Многу пред шарените и многу пред вие не сите. сте размислувале никогаш што тоа може каква тоа рефлексија може да има врз вас и вашата професионалност. Па не ми дадоа никогаш емисија да направам.
Мислам многу едноставно. Јас последниве 7-8 години јас не се пребавам со телевизија. Не ми дава. Зошто? Па ете, Немаше простор кој беше образложението дека не треба, дека не ни е потребна, исто како што сега не ни во моментов малку не ни е потребна госпоѓа министер. министерка. Не знам никогаш ништо. Тоа знаете како тоа се Да, премолчуваат тие премолчени, работи, да, премолчени. Да не ве просто они знаат дека Весна е спремна телевизиски, не е тоа проблем. Голема работа, мислам, не ке мене кој се не прошол, тоа се 10 години, тоа е сиви, импресивно. Так. Ама ете ме нема во телевизија. И јас не сум човек кој што молчи. И мислам дека тој анимозитет од аспект, окей, јас ако сум сгрешила некому, ете сум го платила и сум ја платила сметката, нели? Ама па сум размислувала онака како што јас сум мислела дека треба да размислувам во тој момент. Што значи тоа? Дека треба да престанеме да размислуваме? Треба ли да има калкулација кога зборуваме Не за треба. уметност во каква било форма? Апсолутно Зарем треба да се не калкулира? Значи не треба. Не треба. Не треба да ниту во однос на кастинг кога прават подела на улоги, ниту во однос на режисер, ако тој е режисер најдобар, ако ги има сите награди, ако тој ќе донесе публика, тој треба да режира апсолутно. Ама или не знам се зошто, да речеме, го спомнавте Милчо Манчевски. Вие може да го сакате или да не го сакате како човек Милчо, нели? Так. И да забележите нешто на неговото однесување. Не знам, имаше тровање од видот, тој зема пари од Министерство за култура, а сега кога не му дадоа почна да зборува глупости. Па сега му дале затоа што бил квалитет. Во моментот кога тој човек проценил дека нешто не му се допаѓа, сега да молчи затоа што му дале овие за 2 филма. Многу не ми е логично расудувањето во народот. Значи, тоа што значи дека ако му дадеш парите некому за проект, тој треба да го замолчиш? Не разбирам. Зошто? Не е потребно тоа? И тоа е на крајот на краиштата, не можете да му го оспорите квалитетот на Милчо. Да, треба да се надмине таа форма на веќе намешање на работите на нечија желба за партиска приклонетост и со тоа тој каков професионалец. Тие две работи не треба да се мешаат. Значи, ако продолжиме сега во тој правец да одиме како што имаше една таква тенденција, беше многу очигледно што се случуваше, сметам дека нема да може да се стигне до никаде. Затоа и инсистирав да дојдете тука и да разговараме и да се расчистат тие работи за војнина, таа цела културолошка слика да изгледа малку поинаку кај нас. Да, мене дури и на моменти не ми се допаѓа, ајде сега од нас почнува. Тука има креативност, но и многу администрација, многу нешта што зависат на вистина од такви политички фактори. Значи во културата тоа е можеби 50/50, ви уште подобро знаете. Да се направи една представа, да се изменаџира треба, нели, да се што све каков трлив пат треба да се помине особено и кога не можете да најдете буџет за представа и каде што треба да ги договорите актерите реално да добијат хонорар. Па тие пари не ви легнуваат кај вас на сметка на продукција од тие. Колку е расположен бизнес секторов е вака сега во вашето искуство? Многу малку. Тоа е една тема која што е толку горчлива што не ги интересира. Не знам како да ви кажам, ние со ова екипа и со ова портфолио многу дури воопшто пари не можете да соберете. Просто не ги интересира. Не ги занимаш. Кој сакаш би ги. Не можеш да најдеш спонзор. Само би пресудил тука мотив, како што рековме, ако се мотивирани на некаков друг начин. Па да дадат некаде некакви пари кои што може да бидат известни мецени во тој проект и на тој начин тие да и себе бренд awareness да имаат и така натаму. Но реално јас сум исклучително многу поразена, не само сега, последниве 10 години, никој не даваат пари в компаниите. Многу ретко. Многу ретко. Ептен треба да ги убедиш да те сакаат како лик, па да ти дадат пари кои што тие пари не се за тебе, се за опрема во представата. Затоа што јас сеќавам кога играв министерка и излегоа бомбите. И никој не се смееше. Сите тивко зборуваа.
А иначе Баш ја почувствувавте таа разлика од како не имаш министерка Живка крева телефон и кажувам ме слушаат сега да не ме запишат во тефтерчето. Значи и луѓето вака се смева. Ма имаше, се чувствуваше таа нелагодност, непријатност. Не беше гајле. Министерка Нушич мора да коментира. Нушич вели, ако не коментирате во моите представи, во својата автобиографија пишува, вели, ако не коментирате во моите представи и ако не дадете критика на власта каде што играте, вие не го играте Нушич. Тој во својата автобиографија тоа го пишува. Зашто правиме муаве? И сега, при тоа не знам, имаше милион работи. Јас од првата министерка до крајната има Вујко Васа ме прашува. Беше кај градоначелникот, кам да бев кај Коце Коцката, многу работа има, не може да ме прими. Значи Коце Коцката, ја го кажам од мислам дека човекот беше на представа, мислам дека беше и гледаше и се смееше. Знам дека ми кажа еднаш, се сеќавам, но небитно. Значи, не е ништо страшно. Ако некој искоментираш на сцена, во комедија, во стендап, мене ме тролале, па зашто ја да правам? Да легнам болна, да резервирам една соба на клинички, на психијатрија, мислам, што да правам? Мене му имаат утепано тролање. Така, имаше еден случај во МНТ, ова е втор, да се надеваме дека нема да има трет. И дека нештата после вака едно исцрпно објаснување, образложување како тоа вие и се чувствувате и што сметате околу сето ова, да се надеваме дека ќе има некаков позитивен исход, дека цела оваа контаминираност во културата ќе исчезне, барем од овие институции каде што креативноста треба да биде представена. И уште една работа, Ана. Значи, вие работите културата со години. Еве сега работите во Макфакс, имате супер студио, да даде Господ да си имате убава телевизија. Зошто не доаѓаат на дебати? Зошто се затворени? Зошто не разговараат? Од истата таа причина за која вие ја нозиравте, од истата таа причина, затоа што забораваат секогаш има една калкулација, но и таа калкулација ќе иземеме во прашање е одговорност и обврска, ако си ти човек кој треба да Општествена одговорност, точно така. Затоа што јас, мојата плата е од даночните обврзници на македонските граѓани. Вие им должите, нема објаснување. Како не само тоа, туку јас се обидувам мојата плата да ја оправдам пута 10. Така. И се обидувам да вратам на државата, да видам што можам јас да направам со мојот лик и дело за оваа држава. Мене тоа ми е крајната цел, за да може да кажат ваква или онаква, но Весна Петрушевска има направено тоа и тоа. Јас отворив толку горчливи теми во ова општество. Од кај сакате може да почнем и за деца, и за предатори, за педофили, и за сексуални табуа. Значи, кога никој не зборуваше за HIV, јас зборував. Значи, за сите горчливи теми, кои што општествено, како општествен лик ги отвараш, или не знам, кампањи, јас имам свој психотерапевт. Па тоа беше, како да ви кажам, сулудо. Затоа што јас не видов друг некој да се слика со хаштаг. Јас тоа го прифатив затоа што сметам дека тоа треба секој од нас да го има, нели? Но јас имам во своето портфолио, во својата биографија многу општествено одговорни задачи како проектчиња мали завршени, заклучени и ги имам реализирано. И да не се однесуваме арогантно кога ве ставаат како на раководна функција на било која државна институција. Вие имате општествена одговорност да се појавите и да зборувате за тоа.